Асоциацијата ова вечер е поврзана со темата. Не дека можеби не сме зборували на оваа тема, меѓутоа е поврзана со Валам. Јас ви кажам дека, и ви кажав минатиот пат дека ме предизвикува оваа тема да зборам малку во детали. Еве, нека биде насловот, иако не знам, не верувам дека ќе го завршам целиот материјал, меѓутоа насловот нека биде Пророк за пари. 22 глава Битие се случува настанот. Минатиот пат го опфативме само од аспект на тоа да видиме дека Господ сепак не се замешал во слободната волја. Тоа е нешто што е неприкосновено за него. Така да заклучивме дека сепак нема мешање, иако беше малку чуден нели случајот, барем за мене. И навистина има премногу материјал во оваа случка и веројатно ќе одржам повеќе како една мини-серија. Интересно е за нас што ова искуство се случува на границите на ветената земја. Пред влезот во Ханан, многу важно и за нас денес, затоа што нели веруваме дека ние како генерација сме пред самиот влез на самите граници на ветената земја. И доаѓа, сите веруваме дека доаѓа крајот на тие 40 години, да кажеме, талкање низ пустината. И се надеваме веројатно сите дека е така, но има тука многу битни лекции да се научат, затоа што има паралели со денешно време, и ако зборуваме веќе за мамонот, или за парите, или за материализмот, и тоа како. Живееме во едно од најматериалистичките времења што никогаш не било. Никогаш порано. И затоа ова случка со Валам заслужува посебно наше внимание, не само затоа што е запишена во Светото писмо, туку затоа што се споменува на неколку места и во Новиот Завет. И еве, ќе спомнеме некои од тие, може и сите всушност. Второ Петрово послание, 2 глава, 15 стих, и 16, добро. 2 Петрово, 2 глава, 15 и 16, това е во контекст за лажни пророци и учители. Тоа е контекстот на пишуваното во таа 2 глава и вели: го оставија вистинскиот пат и заблудија и тргнаа по патот на Валама, синот Восоров, кој посака неправедна плата. Тоа беше нели дел од асоциацијата. Но 16 стих вели: прими укор за своето беззаконие, нема ослица, проговори со човечки гласи и го спречи пророковото безумство. Неправедната плата или алчноста негова го одведе во такво безумство да, како што минатиот пат спомнавме, воопшто човекот не ни беше свесен дека разговара со магарица. Јуда 1.11, исто и тука се спомнува, Валам. Јуда 1.11, исто во контекст на лажни пророци и учители, вели: тешко ним, зашто тргнаа по Каиновиот пат. Интересен овој стих самиот по себе. Значи, тешко ним, тешко на лажните пророци и учители, зашто тргнаа по Каиновиот пат, патот на еден убиец, и за печалба паднаа во Валамовата заблуда и загинаа во Корејавата буна. Бунт, алчност, убиство, карактеристики на лажните пророци и учители. И дури во Откровение се спомнува до пораката до Пергам, до третата црква, мислам дека беше, да. Во Откровение 2.14, каде што е малку поинаков контекстот, но еве ќе го прочитам, Откровение 2.14, вели: но имам нешто малку против тебе, зашто имаш таму некои кои го држат учењето на Валама, кој го учеше Валака да ги наведе на соблазан Израелевите синови, за да јадат идоложртвувано и да блудствуваат. Ова е последниот потек што Валам го превзеде и успеа, за жал, и за тоа ќе дојде време ќе зборуваме, значи тоа беше пред самиот влез во хананската земја.
Сега да се подсетиме од минатиот пат, значи да ја поставиме на некој начин сцената. Бог направил многу чуда со Израел. Навистина, во тие 40 години имало што се да се прераскажува. Знаете, во тоа време веста не се ширила многу брзо, меѓутоа 40 години било доволен период да се расшири збор и глас за тоа како Господ чудесно го води овој мал народ, овие номади, кои што постојано биле во движење. Значи, слушнале, може да кажеме дека тогаш веста патувала со брзината на караваните. Така се носеле вестите. И целиот тогаш цивилизиран свет слушнал за тие, да речеме, за големите зла во Египет, за отварањето на Црвеното море, за мнозина други, за вода, храна постојано низ пустината. Сето тоа многу добро се разбрало меѓу околните народи. И сега тие се на самата граница на ветената земја, каде што имало повеќе 7 народи, мислам, таму живееле, парански, ханански народи, но меѓу нив, минатиот пат испомнавме, 3 народи кои што биле тесно поврзани со Израел, со израелците, а тоа биле Моавците и Амонците, како оние кои што потекнувале од Лот, и кои беа другите? Едомците, од кого беа? Од Исав, да. Да, црвениот. И Господ рекол да не ги чепкаат овие народи. Секако, меѓутоа, знаете, во една прилика Моавците биле доста груби, кога Мој се побарал да помена низ земјата, па дека ќе си платат и за се што ќе испијат, за житото, за овците и така натаму, меѓутоа царот одговорил, не можете да поминете. Значи, многу бил непријателски настроен. И сега читаме во првиот стих од 22 глава, вели, потоа израелевите синови отпатуваа и се волгорија во Моавските полиња од таде Јордан спроти Ерихон. Значи, таму некаде на источната страна од Јордан биле, на самата граница. Моавците живееле во планински предели, така да можеле да ги видат многу јасно израелците, како што јас, да речеме, се сеќавам на времето кога бев војска на Скопска Црна Гора и цело Косовско поле на така се гледаше. Може не цело, ама готово навечер имаше интересна гледка. На оваа страна, кога ќе погледнеш, дека Скопје ништо не се гледа. Мислам, обично беше во смок. А натаму Витина дори се гледаше. Не знам, тие светла, мислиш цело Косовско поле е населено. Да. Можеле да ја видат гледката и, знаете, сето оно што го слушнале и сега страв во коски. Царот поготово многу се вознемерил и сега да го прочитаме пак оној дел. И минатиот пат го читавме од 2 до 7, од 22 глава, вели, Валак, Сефоровиот син, виде се што им стори Израел на аморејците. Значи, предходно тоа се случило со аморејците. Моав се исплаши мощне од тој народ, зашто беше многу броен. Страв го офати Моава од израелците. Затоа Моав им рече на мадијамските старешини. Кои беа пак мадијамците, се сеќавам минатиот пат, од Хетура, да, и тие се тука некаде близко, да, од Аврам. Затоа Моав им рече на мадијамските старешини, сега овој народ ќе изеде се околу нас како што волот ја испасува тревата по полето. Валак, синот Сефоров, беше моавски цар во тоа време. Тој му испрати посланици на Валама, синот Веоров, во Фатур, што се наоѓаше покрај реката, во земјата на Амонците, баш и не е во другите преводи, не се знае баш точно од каде потекнува, тешко е. Во земјата на Амонците тоа не стои во другите преводи. Кај реката, покрај реката се веди. Да, може, да, точно е. Таму некаде го повика велејки, еве еден народ дошол од Египет, еве го покрај лицето на земјата и се насели покрај мене. Затоа дојди и проколни ми го овој народ, зашто е посилен од мене. Така ќе можам да го совладам и да го истерам од земјата, а знам дека е благословен оној кој ќе го благословуваш, какво ласкање завалам, проколнат оној кој што ќе го проколнеш. И 7 стих, Моавските старешини, мадијамските старешини тргнаа со подароци, со
кредитни картички, со не знам што, тргнале да се сретнат, затоа што биле спремни богато да го наплатат она што го барале од Валам. Значи, интересно, Валам како лажен пророк, односно како пророк кој што бил близок со Бога и потоа отпаднал, пророкува за пари. И кога ќе слушнете дека има таков пророк, тогаш веднаш би доаѓа во глава колку е вистиното неговото пророштво воопшто. Ако тоа го прави за пари. Да. Како и сите врачари, мислам, и сите оние кои што прават нешто за пари. Валам, значи, беше пророк Божи, меѓутоа неговото срце било чувствително кон Бога, но имал еден голем проблем, а тоа било алчноста. Тоа, нели, ги поврзува и со Јуда Искариот, односно љубовта кон парите. Љубовта кон парите, посебно во ова наше време, од секојаш било, меѓутоа сега, може да кажеме како некоја рачка која што се вклопува во секој вид на греф. Буквално секој вид. Некои луѓе ги сакаат парите заради материализам, значи заради тоа што со парите можете да купувате работи, ствари, што велиме. Некои ги сакаат поради моќ, знаете, парите носат и моќ, влијание, богатството. Без разлика дали е на добро или на зло, богатството носи влијание. Некои пак ги сакаат парите поради походите на телото, затоа што можат да си обезбедат се, односно многу работи, да си купат се што ќе посакаат, дури и пороци. И веднаш доаѓаме до оној стих, познат стих во 1 Јованово 2:16, кој всушност ги опфаќа сите оние три главни гревови, или може да кажеме области на грев: похота на телото, похота на очите и гордоста на животот. И во сите овие се вклупуваат парите. Парите можат да послужат за сите овие нешта. Може да се сетиме на богатиот младич, млад човек, кој што ќе дојде кај Исуса, но откако Исус ќе му каже да го продаде својот имот и да појде да го следи, си отишол, си заминал. Затоа што го имал како проблем тој, парите. Јуда, исто го спомнавме во асоциацијата, истиот проблем го имал. Неверојатно способен. Таков човек би посакали денеска, нели, во црква и значи може многу да помогне во делото, меѓутоа сепак љубовта кон парите го расипало едноставно. Го одвлекло од вистинскиот пат. Интересно е овој сојуз што го прават овде, значи тоа се блиски народи на Израел. Израелците, мадијамците и муавците. Со лажниот пророк. Зарем ова не покажува на последното време сојузот меѓу отпаднатите протестанти, протестантизам, отпаднатите католици, отпаднатите православни и сите останати, во сојуз со лажниот пророк, со спиритизмот. Но се задржуваме сега на овој дел. Историјата ќе се повтори, затоа денеска го спомнав и Јов. Знаете, Јов е пример на тоа, на човек кој што бил богат, значи богатството само по себе не е зло, меѓутоа љубовта кон парите е зло. Тој Јов покажал дека материализмот воопшто немал никаква допирна точка со материализмот. Се изгубил буквално во еден ден, па повторно не похулил на Бога. И навистина еден голем пример за нас. И реков денеска дека
идат времена кога ќе загубиме целата земска поддршка. Дали се тоа средства, прашање, било што, пријателства, што и да е. Сите ќе се свртат, цел свет ќе се сврти против нас. Идат тие времења. Ние ќе им станеме трн во око. Дај Боже, значи, да бидеме и да останеме до крајот верни и не може тоа да се избегне. И ќе биде проблем ако може би имаме проблем со материализмот, а пак ќе кажам, живееме во едно од најматериалистичките времења во историјата на светот. Денеска и го имаме една нова постава во Соединетите Американски држави од председател, кој што е стварно богат. Оној до него исто така не знае колку е богат и тие водат Америка и тие сакат да ја направат Америка повторно голема. На што мислат пред се? И Америка е тој пример, таа слика за цел свет. Америка го расипа светот. Па може да се сетиме ние кои што живеевме малку во комунизмот, кое поразлично време беше комунизмот. Нормално детството го помина во Свети Николе, можам да сведочам во Свети Николе. Најголемата продавница во Свети Николе беше помала од оваа сала во комунизмот. Или стоковната куќа, ама тоа веќе таму имаше се и свашта од бела техника до теписите, писони, се беше таму. Стоковна куќа Скопје. На времето, не знам дали постоеше тука. Во центарот на Свети Николе. Денеска стојат буквите, мислам дека. Таму, ама тоа се... И ке влезевте во самопослуга и тоа беа основните работи што ви требаа. Тука немаше кој знае што. Ама видите, тој конзумеризам, тоа време кое е капитализмот, ја мислам дека е смислено ѓаволот токму во последното време ваков начин на живење, ваков материализам и конзумеризам, за да ги уништи луѓето. Денеска влегувате во супермаркети, хипермаркети, па да се изгубите внатре. И тоа, не знам, вакви смоки, таков чипс, онаков чипс, не знам, секакви. Па вакво сирење, па онакво сирење, па кашкавал, па... Мислам, повеќето сите тие работи се да ги фрлиш во ѓубре, значи баш онако од здравствена перспектива кога гледаш дека не е ништо од тоа здраво, меѓутоа голема разлика, значи те тера едноставно, те мами да трошиш, ќе влезеш за 3 работи, ги имаш во глава, значи тоа и тоа треба да купам, ќе влезеш, ќе земеш тоа количката и ќе излезеш, ќе ти биде малку количката. Ќе ја преполниш, значи тоа е тоа, на тоа не научи Америка. И еве една песна од еден американски пеач кој што можеби, ова песна можеби открива еден дел, така, јас си замислувам дека можеби се уште жив, ама се прави дека е мртов, не знам. Майкл Джексон. Имаше една песна Пари, се викаше. И слушате ги збројите, пари, ќе лажам за пари. И може би не лажем. Ќе шпионирам за пари. Ќе убијам за пари. Ќе умрам за пари. Може би умре за пари. Знаете како... Ако сте следеле тоа време, Майкл Джексон, неговата кариера одеше во надолна линија, тамо 95-та, не знам која, и требаше да умре за да повторно стане популарен и да се трошат неговите синглови плочи, мислам, што беа тогаш касети, како и да е. Ќе умрам, вели, за пари. Ако ми покажеш пари, тој ќе ги земам. Ако ми кажеш да плачам, тој ќе плачам и ако не ми е до плачење за пари. Ако ми подадеш рака, тогаш и јас ќе подадам, би направил се за пари. И дури ова го вели, не ми е гајле, во состојба сум се да направам за пари. И дури што е чудно, во еден стих од песната и ова го вели. Одите во црква и го читате Светото Слово, во шемата на животот, сето тоа е абсурдно. Чи ве лажат и таму за пари, со други зборови. Нема врска тоа, значи со реалниот живот, таму ве лажат за пари. Ова има смисла, затоа што поголемиот дел од времето, веројатно, може би не вечерва толку, него ќе го посветам на тоа дека за некои побожноста, некои побожноста ја користат како средство за богатење.
го имаме Валам, пророк за пари. Побожноста ја очигледно ја користи неговата побожност, каква и да е, нели? Збориме за побожност воопшто, како средство за богатење. Ова ќе го видиме подоцна, да. Но, што не вели Светото писмо, дека кога сме кај парите, животот на човекот или кај средствата не се состои во изобилство на неговиот имот. И во Лука 15 глава може да отвориме, значи уште сме во воведот, за оваа тема толку многу може да се зборува. Лука 15 глава од 15 стих вели: потоа им кажа, Исус им вели, внимавајте, чувајте се од алчноста, зашто животот на човека не зависи од изобилието на неговиот имот. Лука 15:15, а потоа ја кажува онаа парабола, знаете, за оној богат човек, кому нивата му родила многу, па ајде, не е таму? Па сум го изгрешил, добро. Беше 16, а? Ајде, баш ме интересира, проверите ти. Таму е? Потоа им кажа, и се извинувам, внимавајте, чувајте се од алчноста. Да не е, може да не е Лука, може да е добро. Ќе го најдем, ајде, да не губиме време сепак. Грешки сум го запишал. Она што сакам да го нагласам овде, на крајот, кажувајќи ја параболата, нели му вели Бог, му се јавува, безумниче, ноква ќе ти ја поберам душата твоја, тоа што си го приготвил, кому ќе му остане? И сега, 21-иот. Така се случува со оној што собира богатство за себе, или на земјата, а не се богати во Бога. 12. Значи 15-ката ми се свртела. 5-ката ми се свртела. Благодарам. Значи 12 глава од 15 до 21. Тука е. Добро, фала. Значи, така може да се случи изненадно, како што се случува кај овој, да му отиде животот и вели, така се случува со оној што собира богатство за себе, а не се богати во Бога. Побожноста е голема добивка. Ама, не сме стигнали до таму. 1 Тимотева 6 глава. Ова е делот кој што ќе го проучуваме и веројатно и следната сабота. 1 Тимотева 6 глава. Ќе почнеме од 3 стих, во првите 2 стиха се спомнува на односот на робови и господари. А од 3 стих вели, ако некој поучува инаку, значи повторно е во контекст на лажни пророци, лажни учители и парите. Или побожноста како средство за богатење. Ако некој поучува инаку и не ги следи здравите зборови на нашиот Господ Исус Христос и на науката на побожност, тој е надуен и не знае ништо, туку боледува од желба за распрашувања и препреки од кои произлегуваат зависта, расправиите, хулењата, лукавите сомневања, празни препорки меѓу луѓето со изопачен ум и лишени од вистината, кои мислат дека побожноста е средство за печалба. А кога сме веќе кај Валам, да се вратим малку на него, на Валам му е јасно дека ниту е Божја волја она за кое што нели го повикуваат, во кое што се впушта, ниту пак може да ја изврши успешно мисијата, ама е воден од алчност. Сака да ги добие по секоја цена парите. Значи, да. Сега, кога сме кај овие стихови околу науката, учењето, поучувањето, постојат различни начини на кои луѓето не се согласуваат со вистината или вистинитоста на Божиот збор. Некои го негираат Божиот збор. Некои го игнорираат, но има и други начини. Некои го објаснуваат Божиот збор на начин што го негира неговото вистинско значење.
Некои го извртуваат Божиот збор користејќи го како играчка во дебати, расправи. Знаете, некои сакаат, уживаат да дебатираат, да се расправаат. И некои во ова наше денешно модерно време, па тоа име и алатка и да се збогатат на некој начин. Одnosno да го зголемат приходот. Не мора да се збогатат баш. На тој начин преку YouTube, да. Така да паѓате во искушение, како што можам да приметам, да се почесто и почесто сте присутни тамо и од многу зборење и многу ќе сгрешите. И знае да се случи човек да сгреши, но може да бидат поведени баш од тоа. И различни дебати, различни расправи, значи човекот може да биде обкружен со Божјата вистина, може дури да ја научи Библијата наизуст, меѓутоа ако тоа не го променило неговиот живот, се е тоа залудно. Значи, самата љубопитност, значи самиот интерес кон Божиот збор, без подчинетост на него, на Божиот збор, представува опасност. И денеска во наше време, кога едноставно сме преплавени од бескорисни информации, еден куп, лесно може да човек да почне да ја смета и Библијата како нешто такво. И то Библијата не е тоа. Библијата е Божје Слово, кој што делува, може да го смени од корен вашиот живот. Значи, не е тоа некоја тривијална работа, проучувањето на Библијата, да се третира како некоја книга со бескорисни информации. И тие таквите мислат дека побожноста е средство за печалба. Ова е уште една карактеристика на оние кои што ја злоупотребуваат Божјата вистина. Нивниот интерес за Божите работи не е целосно за Божја слава, да го прослават Бога, туку ако можат нешто да придобијат за себе, значи желбата за богатство и удобност. За ваквите луѓе целото христијанство се мери според добивките што ги носи. Павле, овде, сакам некој да ми го прочита, мислам, јас го имам тука, тој превод, меѓутоа, 5 стихот, што го прочита в последниот од 6 глава 1 Тимотево, ама во ревидираниот, го има ли некој ревидираниот? Оти овде е испуштен еден многу битен дел во стихот. 1 Тимотево 6:5. Да, го имаш? Тој дел го нема во Константинов. Бегај од такви. Значи, Павле го советува Тимотеј да бега од такви. Тоа е страшна работа. Мислам, ние комшиите ги имаме овде до нас целиот среден век, не само средниот век, па тоа го плячка народот. И денеска, да. Значи, побожноста и тоа, како е средство за печалба во некои верски заедници. Значи, Павле им забранува на Христовите слуги всушност да имаат било какви релации со такви луѓе. Денес многу често христијанството се представува врз основа на тоа што човек ќе добие ако го следи Исуса. Тоа се многу погрешни погледи. Личен успех, среќа, посилно, посигурно семејство, побезбеден живот. Овие работи може да се вистинити, но не можеме ние да го представуваме Евангелието како нешто што е решение за секој животен проблем. Тогаш ќе добиеме луѓе кои што нема да бидат спремни воопшто за да живеат во времето на неволи. Видите, денеска меѓу нас има некои кои што сметаат дека ќе се сетите, како и да е, го сметаат Бога како да, јас ќе му дадам 10 на Бога, ама он ќе ми даде 20% назад. Тоа ли е причината да му даваме? За тоа ли Господ бара од нас 10 и приноси? Да сакаш да нешто да... Има вера ако, а има вера и ако. Аха. Не те свати баш.
Иако како збор еден, иако. Аха. Така, условно. Така. Да. Значи, многу почесто се свртуваме кон благословите, а не кон оној кој што ги дава благословите. И многу убаво некојаш слушаме за света вечера, нели, благодарност до Бога и така натаму, но кој од нас ќе каже: Господе, фала ти за оваа болест, што ме снајде или не знам што, може Јани. Најчесто знаете какви кажуваме. Меѓутоа, не знаеме, некојаш можеби не сваќаме што е вистински благослов во животот, затоа што така некако си ги и поставуваме работите. Значи, иако не треба да ги игнорираме самите благослови што дајаат од тоа да го следиме Исуса Христа Бога, мораме да ја проповедаме нужноста да го следиме Исуса затоа што тој е Бог, затоа што му должиме се, како на наш Творец, Откупител. И оној кој што ни дава и воздух да дишиме и се. Значи, она што е исправно пред Бога и што го прославува Него е поважно од какво била лична корист, ако ја имаме од Бога. Значи, пуката е од такви бегај. Сега, нема време, но ќе го спомнам 6-тиот стих и тука, веројатно, след цаот ќе се држиме највеќе. Да научиме всушност какво е тоа чувство на задоволство. Човек да биде задоволен. И што е вистинското чувство на задоволство? Знаете зашто? Затоа што материализмот и ова време во кое што живееме е токму заради незадоволството кај луѓето. Не сум задоволен со ова што го имам, чекај, ќе купам ова, ќе купам она, ќе мислите дека на тој начин ќе бидете задоволени. Не. Ја пак ќе кажам, ќе се вратам на социјализмот. Што знам, пофино беше тоа. Не гледаше многу работи во продавница, ќе влезеш најосновни работи. А сега, тоа е капитализмот. Се и се што, се, сјај, не знам, вакви реклами, такви реклами. Да посакаш нешто, уште тоа ако го имам, супер ќе биде. Ќе бидам конечно задоволен. 1 Тимотева 6.6 вели: побожноста и е голема печалба, кога е здружена со чувство на задоволство. Значи, Павле му кажува на Тимоте овде, дека оние што погрешно ја користат Божјата реч, мислат дека побожноста е средство за материјална добивка, знаејќи дека неговата изјава може да биде и погрешно сватена, па затоа сега продолжува и сака да го дообјасни тоа и вели: побожноста и е голема печалба кога е здружена со чувство на задоволство. Значи, вистина е дека побожноста е голема добивка, но само кога е придружена со задоволство. И еве само овој дел, како вовете за следниот пат. Зборот што овде се користи, ајде не е ни толку битен, меѓутоа е аутаркеја, не знам како се чита. Автаркија, добро. Аха. Со значење за целосно самодоволност. Значи, тоа значува душевна состојба што е целосно независна од надворешните околности и што ја носи тајната на среќата во себе. Значи, задоволството никогаш не доаѓа од поседувањето на надворешни работи, на надворешни нешта, било што и да е. Значи, со задоволство, тој е човек кој што не живее со потребата за повеќе и неговиот живот не е управуван од постојано купување и стекнување материјални работи. Тогаш можеме да го имаме тој вид на задоволство во Бога и во неговата волја за нашиот живот. А конзумеризмот, материализмот денеска е тоа. Да купиш повеќе, да купиш и што ти треба и што не ти треба. Вакви реклами, такви реклами ми издосадија. Има сестра Зорица право, ќе ги блокирам. Значи, топ шоп, си купил една работа, две некогаш, тоа се растураат од звониње по телефони, пораки, праќање и само нудат 60% попуст, 40%, само за да те намамат. И то само денеска, само овие 24 часа, понатаму не важи тоа. Ке им отидеш на веб страната, ќе видиш дека производот е и така толку од прилика со попуст. Тоа е тоа.
Но, ќе продолжиме следниот пат, ова е интересна тема. Нека му е слава на Бога, нека не штити од ова големо зло, затоа што живееме во последното време и парите се навистина голем проблем, материализмот како таков. Слава нека му е на Бога. Амин.